најави за денешните настани. Водовод Охрид со сите расположливи капацитети работи на санација на дефектот на водоводната мрежа. Матноста на водата за пиење во Охрид е во граници на пропишаното. Има и дозволена количина хлор, велат од Центарот за јавно здравје. Евана повторно ги исклучи од струја пумпните станици за водоснабдување во Дебарца. Ниту наставниците, ниту училиштата немаат капацитет за инклузивно образование. Турскиот парламент даде зелено светло за влез на Шведска во НАТО алијансата. Со најавените и останатите содржини во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес, по студеното и ветровито утро, во текот на денот имавме претежно сончево време со појава на локална облачност и максимална дневна температура до 4 степени Целзиусови. Утре над Источна Европа ќе се наоѓа центар на широко поле на низок воздушен притисок, кој што во североисточна и источна Европа ќе услови умерено облачно и нестабилно време со врнежи од снег. Ќе биде ветровито и студено. Врнежи од дожд се очекуваат и на британските острови и на Балканскиот полуостров, а во областа на Алпите со врнежи од снег. Во останатите предели од Европа претежно сончево време со локална облачност. Во северните и централните предели на Балканскиот полуостров утре ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Дневните температури ќе бидат во пораст. Во останатите предели претежно сончево време со појава на локална облачност. Максималните дневни температури од 4 до 15 степени. Во Македонија во четврток, во утринските и предпладневните часови ќе превладува умерено облачно, ветровито и студено време со сончеви периоди. Во попладневните часови намалување на облачноста и ќе превладува претежно сончево време со локална облачност. Минималните температури ќе се движат во интервал од -7 до 2 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 4 до 13 степени. Во Охрид во четврток ќе превладува претежно сончево и потопло време со појава на локална облачност. Минималната температура од -3 степени, додека пак дневната ќе достигне до 7 степени. Во Охрид во петок и сабота по свежото утро со температура од -4 степени. Во текот на денот ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност и со температура до 7, односно до 8 степени. Во недела умерено облачно време со сончеви периоди, утринската температура -5, дневната до 4 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со Трпе Инвест. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од мар. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока,
Unitas. На располагање ви е нашиот архитект кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бауцентар на улица Железничка. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Продолжува санацијата на дефектот на водоводната мрежа во Охрид. Станува збор за голем дефект на крак на главниот доводен цевковод, велат од јавното претпријатие Водовод. И во овој момент не може со сигурност да се каже колку време ќе траат зафатите. До завршување на санацијата на сила ќе биде посебен режим на сообраќај на булеварот Туристичка и Асном. Екипи на јавното претпријатие Водовод продолжуваат со санирање на дефектот на водоводната мрежа кој се случи вчера на булеварот Туристичка на кружниот тек во близина на СРЦ Билјанини извори, поради што без вода останаа граѓаните на поголема територија на Охрид. Пукна цевка фит 300 мм која што е крак на главниот доводен цевковод од кој се снабдува централното градско подрачје, со што се наруши целиот водоснабдителен систем во градот, вели директорот на Водовод Маријан Ристески. Екипите на претпријатието излегоа веднаш на терен и работеа до доцните вечерни часови. Доцните вечерни часови се нормализира водоснабдувањето во градот Охрид, при што остана само еден крак, тоа е кракот на партизански одреди и кеот, кеј Маршал Тито, при што ево во текот на денешниот ден активностите продолжија. Водовод е излезен со целата механизација, целокупниот расположив капацитет и работиме на санирање на овој голем дефект. Ристески вели дека во овој момент не може со сигурност да прецизира колку би траеле зафатите за отстранување на дефектот, бидејќи станува збор за голем профил на цевка. Се надеваме дека максимално брзо и ефикасно од наша страна ќе бидат завршени работите, меѓутоа знаете дека се работи за подземја, не знаеме какви се понатака проблеми ќе наидеме во отстранувањето на дефектот, меѓутоа ќе останеме цело време додека не се заврши комплетно санацијата. А додека не се санира дефектот и оштетениот коловоз на сила ќе биде посебен режим во сообраќајот на булеварите Туристичка и Асном. Сообраќај нема да се одбива на булеварот Туристичка од крстосница со Асном до улицата Јане Сандански и крстосницата на булеварот Туристичка до улицата Никола Карев. Од СВР Охрид апелираат до учесниците во сообраќајот да бидат внимателни, да ја почитуваат поставената хоризонтална и вертикална сообраќајна сигнализација, како и насоките на полициските службеници. Да не се создава паника кај граѓаните во однос на водата од градскиот водовод во Охрид, апелираат од Центарот за јавно здравје. Заматување на водата е очекувано по голем дефект на водоводната мрежа како оној кој настана синоќа на Туристичка. Испитувањата на примероците земени од Тринава покажуваат дека параметарот матност не отстапува од законски дозволената вредност. Во петок ќе бидат готови и проширените анализи, но бидејќи во водата е присутно дозволено количество на хлор, не се очекува да има микробиолошка загаденост на водата. Екипи на Центарот за јавно здравје Охрид ја следат состојбата со водата од градскиот водовод по вчерашниот голем дефект на водоводната мрежа, откако од јавното претпријатие Водовод и граѓани пријавиле дека тече матна вода од чешмите. После такви дефекти очекувано е заматување на водата, вели директорот на Центарот за јавно здравје Сашо Точков и додава дека земени се примероци во непосредна близина на дефектот и во пошироката околина и се контролира матноста како најиндикативен параметар во вакви случаи. Од првичните физичко-хемиски анализи на земените примероци констатирано е дека сите испитувани параметри се во граници на законски пропишаните вредности. И констатирано е дека на сите мерни места каде што вршевме анализи, состојбата со параметарот матност
е во граници на дозволеното, односно водата не беше заматена според она што е дозволено со законската регулатива. Апелирам, ево и сега и за воиднина, да не се создава паника при вакви ситуации. Самите ние сите кои што користиме вода од чешмите, од градскиот водовод, знаеме дека доколку после дефект или од било каква друга причина, видиме дека водата е заматена, ќе оставиме да потече водата 3 до 5 минути и после тоа, доколку се избистри, водата може да се користи. Водата во регионот под надлежност на Центарот за јавно здравје Охрид се контролира во континуитет. Според последните микробиолошки анализи направени последните 2 дена, водата е безбедна. Во моментов се работат и проширени анализи од земените примеруци утринава и резултатите од микробиолошката анализа ќе бидат готови во петок. Но нема простор за паника во следните 48 часа, бидејќи во водата во моментов има дезинфекционо средство во рамки на дозволените граници, посочува Точков. Значи има дезинфекционо средство, хлор, познато овде кај нас во нашево окружување, така да водата и од некое микробиолошко загадување е исклучено да постои, значи исклучено е да водата може да се загади микробиолошки, доколку состојбата со дезинфекционото средство е онака како што предвидува законската регулатива. А тоа сега во овај момент можам да кажам дека е во границите на дозволеното. Екипите на Центарот за јавно здравје ќе продолжат континуирано да ја следат состојбата со квалитетот на водата во Охрид со посебен фокус на мониторирање на параметарот матност и навремено ќе известат јавноста во случај на отстапување на квалитетот на водата. Бидејќи јавното претпријатие Водовод се уште работи на санирање на последиците од дефектот на главната водоводна цевка, можно е повторно да дојде до заматување кога ќе се пушти водата низ цевките. Граѓаните да ја испуштат да истече водата, доколку после 5 до 10 минути понатаму тече матна вода, истото да го пријават во Водовод или во Центарот за јавно здравје. Евана повторно ги исклучи пумпните станици за водоснабдување во Дебрца. Ова не е прв пат да се исклучи од напојување водоснабдителскиот систем во општината. Истото се случи и во месец ноември и претходно во месец мај минатата година. Денес екипите на Евана Хоум повторно ги исклучија од напојување со електрична енергија пумпните станици за водоснабдување во Дебрца и без вода во зимски услови ги оставија повеќето граѓани на општината. Општината го презеде долгот на јавното комунално претпријатие Дебрца за електрична енергија од 19 милиони денари и редовно го сервисира, вели градоначалникот Зоран Ногачевски. Додава дека за долгот понудиле спогодба, а од другата страна не добиле одговор. Добивме толкување од регулаторна комисија на член 44 од правилата за снабдување со електрична енергија, во кој, меѓу другото, стои дека дистрибутерот не може да исклучи водоснабдителен систем ако со тоа се загрозува животот и здравјето на граѓаните, но и тоа за Евана не важи. Во Дебрца им се може и можат да прават што сакаат, па и да го загрозуваат здравјето на граѓаните. И така е во држава во која се е партизирано и ако не си партиски поддржан и заштитен ќе си трпиш притисоци, а преку тебе ќе трпат и граѓаните кои ги представуваш, вели Ногачевски. Ова не е прв пат да се исклучи од напојување водоснабдителниот систем во општината. Истото се случи во месец ноември и претходно во мај минатата година. Во јануарските сметки за струја нема да има надомест од 200 денари за пристап до мрежа, информира председателот на регулаторна Марко Бислимовски. Во декемвриските сметки кои граѓаните веќе почнаа да ги добиваат е вметната мрежарината од 200 денари, но на вчерашниот состанок регулаторна им укажала на електродистрибуција за тоа. Бислимовски на денешната пресконференција рече дека регулаторна комисија за енергетика го прави ова за да ги убеди граѓаните дека новиот надоместок нема да биде екстра профит за ниту една фирма. Во овие сметки, затоа што веќе се испечатени во декемвриските, останува тој надоместок од 200 денари, бидејќи не може да се враќаат и да не се прават дополнителни трошоци. Во јануарските сметки надоместокот од 200 денари нема да биде. Понатака, кога ќе си доаѓаат февруарски, мартовски, понатака до крајот на годината, ќе си го има надоместокот од 200 денари, како што е предвидено со одлуката на регулаторната комисија за енергетика. Ниту училиштата, ниту наставниот кадар не се подготвени за инклузивно образование, сметаат експертите.
Покрај во основното, со новиот закон за средно образование, кој е во владина процедура, предвидено е ангажирање на образовни асистенти за наставниот процес и во средно. Но за стручната фела тоа е целосно неприфатливо. За инклузивно образование потребно е комплетно инфраструктурно и кадровско опремување на училиштата. Образовниот систем не е подготвен за целосно инклузивно образование. Покрај во основното, со новиот закон за средно образование, кој е во владина процедура, предвидено е ангажирање на образовни асистенти во наставниот процес и во средно. Но за стручната фела тоа е целосно неприфатливо. Секое училиште треба да има екипиран стручен тим со педагог, психолог, дефектолог, што не е случај. Според експертите во редовното образование може да одат лесните случаи, тие кои може лесно да се вклопат во образовниот систем. Но лицата со умерени и тешки попречености, тешки аутистични проблеми не можат, бидејќи не се подготвени наставниците и професорите. Предизвиците, педагошката работа на професорите е многу сложена, со многу големи одговорности, меѓутоа и прашање е нивната подготвеност, односно развиените педагошки компетенции да се справат и да одговорат на потребите и на оваа категорија на ученици. Пред овој, да кажеме, пред оваа ситуација на инклузивно образование, освен академската фела, како што спомене професорот Едински, се ставени голем представува и самите професори, и стручните тимови, меѓутоа секако и семејствата и самите ученици. Би требало да бидеме објективни, да се прашаме колку иницијалното образование на наставничките факултети е доволно и ги оспособува за да наставниците бидат подготвени и се справат со работа со оваа категорија на ученици. Одговорно тврдам дека нема доволно развиени педагошки компетенции. Не само што не достигаат стручни тимови, училиштата немаат ниту соодветна инфраструктура. Потребни се лифтови, тоалети, засебни простории, дидактички алатки, комплетно инфраструктурно и кадровско опремување на училиштата. Бројот на лицата за жал со попреченост се од ден на ден се повеќе, од година во година се зголемува и навистина ќе биде еден голем предизвик за овие наставници и за мене голем ентузијасти да се соочат со овој проблем и правилно да работат на тоа. Но ова е добар почеток, се надеваме дека ќе продолжи така и да се комплетираат и стручните тимови, да се обезбедат, да се направат добри просторни услови, адаптација, да се обезбедат дидактички материјали и ред други работи. Во Струга има ученици кои се запишани во редовен образовен процес, но им бил потребен образовен асистент, зашто не добиле финансиска поддршка ниту од Министерството, ниту од општината. Токму затоа за прв пат во средното училиште Ибраим Темо во Струга изминативе денови се одржа семинар за стручно обучување на наставниот кадар во училиштето со професори од филозофскиот факултет да им се помогне на наставниците во процесот на инклузија на учениците со интелектуална попреченост. Ово Ракичево поднесе кривична пријава против ЈА 60 годишен од Охрид, поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело давање подкуп. При сообраќајна контрола извршена на улицата Магистрален пат во Кичево, полициски службеници сопреле товарно возило Мерцедес со охридски регистарски ознаки, што пријавениот го управувал. При тоа тој на полициските службеници во сообраќајните документи и оставил пари со цел да не превземаат службени мерки против него. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Турските пратеници синоќа гласаа за влез на Шведска во НАТО. Со 287 гласа за, 55 против и 4 воздржани, турскиот парламент го одобри приемот на Шведска во НАТО. Сега уште на пристапниот протокол треба подпис да стави и председателот Ердоган. По неговото подпишување, одлуката ќе биде објавена во службен весник. Но не е се завршено, бидејќи и Унгарија како членка на НАТО треба официјално да се согласи со приемот на Шведска, додека сите други 29 сојузници веќе го направија тоа. Шведскиот премиер Улф Кристоферсон на платформата X објави дека сега неговата земја е чекор поблиску до членство во НАТО.
Најмалку 6 лица загинале во експлозија на цистерна со 60 тони течен газ во близина на пазарот во Улан Батор во Монголија. Експлозиите биле почувствувани на стотици метри оддалеченост од запалениот камион. Меѓу загинатите има и пожарникари кои учествувале во гаснењето на пожарот. 14 лица, 3 деца и 11 возрастни се повредени, а 40 лица биле евакуирани од областа, соопштила Монголската агенција за вонредни состојби. Во огнената стихија изгорели и 30 автомобили, а зафатени били и неколку згради. Повеќе од 600 пожарникари заедно со 100 возила биле вклучени во гаснењето на пожарот. Руски воен транспортен авион со 74 лица се срушил во Белгородската област. По падот авионот експлодирал, нема преживеани. Според РИА Новости, во авионот биле 65 украински војници кои биле транспортирани за размена на затвореници, 6 членови на екипажот и 3 лица кои ги придружувале затворениците. Се уште не е позната причината за падот на авионот и дали истиот бил соборен. Шефот на Комисијата за одбрана на Руската дума Андреј Картаполов изјавил дека Киев знаел за размената и за рутата на летот, додавајќи дека и покрај предупредувањето авионот бил соборен со 3 противвоздушни проектили. Картаполов изјавил дека поради оваа трагедија каква било размена на затвореници засега не доаѓа во предвид, сугерирајќи дека Киев кој извршил нападот со цел да ја спречи размената. Кремљ одбил да коментира за несреќата со образложение дека се уште немаат детаљи за да може да дадат официјална информација. Кенет Јуџин Смит ќе стане првиот човек во Соединетите Американски држави кој утре ќе биде екзекутиран користејќи нетестиран метод на труење со азотен газ. Тој е осуден на смртна казна поради убиство кој го извршил во 1988 година и требало да биде екзекутиран претходно во ноември 2022 година, но екзекуторите на Алабама неколку часа не можеле да му ја најдат вената за да му ја инјектираат смртоносната мешавина од хемикалии, пошто на полнок се откажале од обидите бидејќи државниот налог за смртна казна истекол. Утре властите во Алабама ќе го екзекутираат Смит со ставање тесна маска на лицето и принудувајќи го да вдишува чист азот. Висок комесар на Обединетите нации за човекови права неодамна изјави дека овој метод кој досега никогаш не е користен може да се сведе на мачење, суров, нечовечки или деградирачки третман и побара негово откажување. Конечната одлука по жалбата се уште е во тек откако Федералниот суд го отфрли барањето на неговите адвокати за забрана. Почитувани гледачи, ова е се што подготви информативната редакција на ТВМ за првиот дневник. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!